По недостиг на адекватна социјализација или само поради патење што нема ресторан во кој веројатно се служи боршч, all-round експертот за се нешто, подметнувајќи невистина, лично му стави клуч на нешто што барем засега, сосема нормално си функционира. Што направи, отвори Kentucky Fried Chicken и се затвори за 1 месец. Тоа е најголемиот успех од странските инвестиции на Зоран Заев и на оваа влада. Економските успеси се друга страна на приказната. Иако има нешто ситно за да се дојде до нив, изгледа не се доволни капацитетите на членовите на кабинетот, кои се замислуваат дека се семоќни. Туку Заев изгледа се потпира на некоја тајна молитва за избавување, штом признава дека неизбежно ќе мора преку неговата уста таа да стаса до уво на оној што над главата има вистинска аура. Проектирате економски раст од 3,2%. А што се случи со таа најава за просечни стапки од 5% годишно? Ке ги стигне. Кога? Ке даде Господ. Ако навистина се случи таква комуникација, тогаш логично треба да биде проверена од СЈО, која логично ќе треба да испита што Заев му пренел на горниот и колку тоа имало влијание врз буџетот, што е логично. Оти секоја истрага, логично е логично. Никој пат не влегуваме во калкулации во однос на нашите постапки, тоа го докажавме и досега, и со нашата транспарентност во постапувањето и со буквално нелогичните истраги кои ги изнесуваме во јавност во целиот период. Оние пак што се дел од нив наместо да не калкулираат тогаш кога беше логично, комбинирајќи со свеста, задоцнето пројавуваат логични мудрости. Во вид да го одбранат сопственото поведение во компанијата, тие наместо тогаш да го попарат и себе си и земјата ја оставиле да плива во вода, која постепено тлее на неговата рингла. Како што изменуваше времето, се случува малку ефектот на варена жаба, работите стануваа постепено полоши и полоши. Може би затоа е добро нетешкиот политички испит, оној по предметот биполарност, да се полага пред седнување во фотелја. Тоа изгледа е решението. Преговараме не за еден, за 20 советници од Германија, кои што се експерти за дуалното образование или како го викаат точно vocationing, не знам. И на крајот, оние чија експертиза постојано ни е на располагање. Што се однесува на трошењата во делот на стоки и услуги, како што кажавте, тоа се стоки и услуги, меѓутоа не се само стоки, него се и услуги. Во ставката услуги, што на граѓаните им ги нуди владата, е и пречакот на вакви стоки, со кој уште еднаш ја покажува својата намера, со летни, зимски или за сите сезони, да си гази и да си ја тркала само својата приказна.